Дневник во 20 часот на К1. Добро вечер. Со најновите информации од регионот, Македонија и светот продолжуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денот. Медицински тим од Велешкиот здравствен дом на терен ги вакцинира децата од семејствата кои не се јавиле на редовна покана. Пуштена во употреба автоматска метеоролошка станица во кругот на општата болница Велес. Македонија напредува за 10 места на светската информатичка мапа. Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија во кругот на општата болница во Велес денеска ја пушти во употреба автоматската метеоролошка станица. Со пуштањето на станицата ќе се придонесе системот на податоци и прогнози да биде подигнат на уште повисоко ниво. Поставена е автоматска метеоролошка станица во кругот на општата болница во Велес. Велешани и граѓаните од регионот и Македонија ќе добијат целосно точни информации за временските услови. Со поставувањето на станицата ќе се подобри и мрежата на хидрометеоролошки станици, која е приоритетна за управата, вели директорот на управата за хидрометеоролошки работи Оливер Ромевски. Оваа станица е направена од сопствени средства. Мене ме радува што имаме еден концепт да секој денар го трошиме наменски, значи да го трошиме за еден развој на управата на Република Македонија и да управата ја сместиме во друштвото на најсовремените управи за, односно хидрометеоролошки сервиси во Европа. Покрај техничките услови, кои се потребни автоматската хидрометеоролошка станица да покажува точни мерења, потребни се и посебни стандарди. Покрај потребата од електрична енергија и Wi-Fi сигнал кој преку дигитална мрежа ги испраќа информациите до управата за хидрометеоролошки работи, постојат и други строго пропишани стандарди. Тоа се прави на места кои што се осигурани без надворешни посебни влијанија и места кои што се подолг период непроменливи, значи метеорологијата делува без оние индиректни фактори како што се индустријата, стопанството, урбаната средина и така натаму и така натаму. За прв пат оваа година, управата за хидрометеоролошки работи меѓу првите во југоисточна Европа даде изглед за временските услови во периодот април-септември. Од управата велат дека и понатомо не очекува променливо време. Денеска градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски информираше за сработеното во текот на изминатата година. Асфалтен слој доби локалниот пат Манастир Мокрени, Теовски уши, кој го поврзува селата од Азот. Подобрени се условите во воспитниот процес во трите основни училишта. Комплетно е направен нов повеќенаменски спортски терен во селата Ореше и Мелница. Детски забавни катчења и детски паркови се изградени во Чашка, Оморани и Мелница. Чашка е првата општина во која успешно функционираат дисперзирани канцеларии на Центарот за социјална работа и Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Остануваме посветени и во иднина. Во тек е јавен повик за избор на најповолен изведувач за проектот изградба на систем за собирање, одведување и пречистување на фекални отпадни води за селото Лисиче. Проект финансиран од Министерството за транспорт и врски и Европската инвестициона банка. Проект за подобрување на водоснабдувањето во село Горно Јаболчиште, кој опфаќа и зафаќа нов извор доводен цевковод, резервоар за вода и поврзување со постојната водоводна мрежа. Проект кој ќе ги реши еден од најгорливите проблеми на жителите од село Долно и Горно Јаболчиште, финансиран од ЕУ, ИПА грант и Министерството за финансии. Обезбедени 3 милиони денари од Светска банка за реконструкција на дел од патот за село Горно Врановци. Во постапка на одобрување е проектна документација за локалниот пат Бусилци преку Биро за регионалниот развој и Министерството за локална самоуправа. Донесена е одлука на Совет за одобрување и реализација на инфраструктурен проект подобрување на водоснабдувањето на населеното место Лисиче, поврзување со браната Лисиче, за која е доставена проектна документација до Министерството за транспорт и врски и Европската инвестициона банка.
Медицински тим оваа недела на терен ги вакцинира децата од предшколска возраст. Вонредната имунизација се спроведува кај лицата кои не се јавиле на редовните покани и онаму каде вакцината е изостаната подолг период. По примерот од Светската здравствена организација, лекарите ги советуваат семејствата за важноста на имунизацијата и потребата децата да се носат на редовни лекарски контроли. Десетина деца во Велес денеска ја примија задолжителната вакцина. Медицински тим од амбулантата за превентива од детски болести оваа недела спроведува вонредна имунизација на деца од предшколска и школска возраст. Вакцинирањето го вршат директно на терен, кај лицата кои не се јавуваат на редовните покани и онаму каде вакцината е изостаната подолг период. Покрај вакцинацијата, лицата добиваат и соодветен лекарски преглед. Лекарите им потенцираат на родителите за важноста на вакцината за здравието на децата, но и за губата која делува на вкупниот општествен имунитет. Во времето кога смртноста на детата беше страшно многу голема, со почнувањето да се имунизира, да се заштите детето, да се направи соодветен имунитет кон одредено заболување, овие болести се надминаа. Децата заштитени, ги штитиме од соодветните болести, но исто на некој начин делуваме и за јакнење на нивниот целокупен имунолошки одговор. Општината нема проблем со антиимунизацијската кампања. Вакцинацијата е задолжителна и е бесплатна, а родителите не ги носеле децата на вакцина од различни причини. Некои од нив никогаш и не посетиле доктор. Не, немам однесено, ни едно. Како ми се породија, порасна јас, па ми рекува да ги носиш, а зошто не знам. Да не се болни, да нема нешто, ете това е. До една година или колку беа, до една година и пол ги носев, а они управо са вакцината ми идеше, ја не ги однесев децата, дека ми држат температура. Они идат до кај мене, до дома, јас што не ги однесам и они идат кај мене да ги вакцинат децата. Они се важни, јас знам дека болест не фаќат. Има и такви кои не изостануваат од редовните контроли, каде децата уредно ги примаат соодветните вакцини. Ние ги примаме стално вакцините, значи не ги праќаат од таму, ние си ги носиме децата редовно, за да не ги вакцинираат. Ако не ги вакцинираат, ќе не бидат болни, да се нафрлуваат, температури ќе добиваат. Лекарите од Велешкиот здравствен дом вакцинацијата ја спроведуваат и во општините Чашка и Градско. По календар за имунизација, достигнете солиден степен од над 95% вакцинирани деца. Последната ревакцина од предшколска возраст. Децата ја примаат на 4 годишна возраст. Во рамки на проектот за едукација на здравствениот кадар во странство, што континуирано се спроведува во изминатите 3 години, само од почетокот на годинава се испратени над 340 здравствени работници на едукација во реномирани медицински центри во Европа и светот. За овој месец се одобрени едукации во странство на вкупно 90 здравствени работници, од кои досега се испратени 72 здравствени работници во повеќе медицински центри во Европа и Соединетите Американски држави. До крајот на овој месец дополнителни 18 здравствени работници ќе бидат испратени на едукација во медицински центри во Ново Место, Словенија и Истанбул, Турција. Од почетокот на имплементацијата на проектот, досега на едукација во странство се испратени над 1400 здравствени работници, стои во соопштението од Министерството за здравство. Мајката земја има потреба од нас, да ја чуваме, сакаме и најважно да не ја промениме, бидејќи и ние имаме потреба од тоа. За таа цел во Младинскиот парк во Велес со еко хепенинг е одбележан Денот на планетата Земја. Денеска се одбележува Денот на планетата Земја. Најгенијалниот уметник е природата, таа единствената која со леснотија ни дава бескрено богатство од форми и бои. Мајката Земја има потреба од нас да ја чуваме, сакаме и најважно да не ја промениме, бидејќи ние имаме потреба од неа. За таа цел со еко хепенинг учениците од средните и основните училишта, како и учениците од ученичкиот дом Лазар Лазаревски и немладите од детската градинка Димче Мирчев пренесоа на различни еко пораки. Ние порачуваме пораката, чуваме земјата планета. Ние порачуваме планетата Земја да ја чуваме. Па денеска е 22 април, Денот на планетата Земја и го обележуваме убавиот ден на планетата Земја. Што порачувате вие? Па ја порачувам сите деца и сите возрасти да го ја чуваат зеленилото,
секој како прво треба да засади барем едно дрво. Организатор на еко-хепенингот е општина Велес во рамките на Велес град на културата. Целта на манифестацијата е покривање на свеста ке младата популација за заштита и чување на природата, затоа што немаме резервна планета. Идејата која ги поврзува луѓето од целиот свет на овој датум е да се обединат во заштита на животната средина. Училиштата се главната алка за екоедукација на младата популација. Па преку голем број на акции што се прават со собирни, преку засилување на еколошката свест, постепено и постојано се развива свеста за заштита на планетата Земја и се надеваме дека уште од мали нозе сите ќе бидат свесни која е улогата на планетата Земја да биде чиста за нивниот здрав живот. Различни зелени костюми од рециклиран материјал можеа да се забележат на еко-хепенингот. Сите училишта од територијата на Велес ги упатија своите пораки за зачувување на животната средина и планетата Земја. Дел од велешките училишта, вклучувајќи и детската градинка Димче Мирчев и ученичкиот дом, преку своји екоактивности, добитници се на екознамења кои говорат за тоа дека учениците знаат да ја чуваат земјата планета. Председателот на СДСМ Велес Панче Иванов на денешната пресконференција информираше за граѓанскиот собир што ќе се одржи утре. На собирот ќе присуствува и лидерот на СДСМ Зоран Заев. На 23 април 2015 година, во четврток, вистината за Македонија ќе се слушне и од градот Велес. Во четврток, во 14 часот, ќе одржиме пресконференција во просториите на ликовниот салон. Потоа ги повикуваме сите граѓани на општина Велес да ни се приклучат на граѓанскиот собир кој што ќе започне во 18 часот кај Багренче во населба Тунел, а ќе заврши пред гимназијата Хочо Рацин со обраќање на лидерот Зоран Заев. А ВМРО ДПМН е со реакција за утрешниот собир на СДСМ. Од партијата велат граѓаните на Велес добро паметат кој што направил во изминатиот период, кој затворил фабрики, а кој отвара работни места. Велешани добро знаат дека Зоран Заев и нему сличните одработуваат туѓо сценарио само и само да се доберат до власт без поддршка од граѓаните. Зоран Заев е добар извршител на желбата на странските центри, без притоа ниту еднаш да се запраша каква и колкава штета и нанесува на сопствената држава. Велешани ги интересира прогресот и напредокот. Велешани се интересираат за новите вработувања во фабриката Маркарт, за изградбата на новите капацитети во индустриските зони Каласлари и Речани. Граѓаните на Велес ги интересира реализацијата на нови инфраструктурни проекти и создавање на подобри услови за живење. Споредено со минатата година, Македонија напредува за 10 места на светската информатичка мапа. Рангирана е на високото 47 место во светот од вкупно 143 земји опфатени со истражувањето. Од земјите од нашиот регион, единствено Словенија со 37-то место е подобро рангирана од Македонија. Во последното издание на глобалниот извештај за информатичка технологија, Македонија е рангирана на високото 47 место во светот, од вкупно 143 земји опфатени со истражувањето. Споредено со земјите од нашиот регион, единствено само Словенија е подобро рангирана, која во последниот извештај е на 37-то место, додека останатите се зад Македонија. Хрватска е 54-та, Црнагора 56-та, Грција на 66-то место, Бугарија 73-та, Србија на 77-то место и Албанија на 92-та позиција. Македонија покажува најдобри резултати во подиндексот подготвеност, според кој е рангирана на 46-то место и бележи напредок од 25 позиции во споредба со 2014 година. Овој подиндекс го мери степенот до кој едно општество е подготвено добро да ги искористи сите достапни инфраструктури и дигитални содржини за информацијски и комуникацијски технологии. Македонија покажува најдобри резултати во столбот достапност и е рангирана на 29-то место, со што бележи напредок од 59 позиции во споредба со 2014 година. Овој столб оценува колку чини пристапот до ИКТ, било да е преку мобилна телефонија или преку фиксниот широкопојасен интернет, како и нивото на конкуренција во секторите на интернетот и телефонијата што се одредува на овој трошок.
Иницијативата Социјална правда сега се залага и за заштита на другите социјални и општествени категории, како што се хонорарците, младите стечајните работници, социјално загрозените и низа други социјални групи во општеството. Ова е настан во организација на иницијативата Социјална правда сега. Тоа е иницијатива која предводат организациите Цивил центар за слобода и Македонската платформа против сиромаштија. Денеска продолжуваме со нашата турнеја низ Македонија, каде во рамките на нашата нова методолошка алатка наречена стрит медија или медиуми на улица, ја промовираме како простор каде граѓанките и граѓаните можат да се запознаат со состојбите во доменот на социјалната правда и човековите права и слободи воопшто. По нападот на караулата Гошинце, државниот врв одржа состанок енергетска ефикасност во градежништвото. Две големи германски компании доаѓаат во Македонија. Вестите од Македонија во продолжение. Синоќа председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов свика состанок на кој надлежните институции од областа на одбраната, безбедноста и разузнавањето ќе го информираат државниот врв на Република Македонија за актуелните настани во врска со инцидентот на караулата Гошинце. Состанокот се одржа синоќа во кабинетот на председателот по враќањето во државата на председателот на Собранието Трајко Велјановски и на премиерот Никола Груевски. Заклучоците од синоќашниот состанок ќе бидат изнесени пред јавноста во текот на денешниот ден. Советот на Европската Унија изразува сериозна загриженост поради влошувањето на политичката состојба во Македонија, особено во областите на владењето на правото, основните човекови права и слободата на медиумите. Трошоците при зелена градба се само од 1 до 5% повисоки и корисникот на стамбениот или деловниот простор преку заштедите кои ќе ги оствари, ги враќа овие средства во првата година. При зелена градба заштедата на електрична енергија е околу 30%, додека на вода околу 40% на годишно ниво. Целта на Светскиот совет за зелена градба е да создаде глобална заедница на лидери во зелена градба, управувани на национално ниво, кои преку заедничко делување ќе имаат поголем кредибилитет, подобар пристап до ресурси, а со тоа и поголемо влијание во трансформација на градежниот сектор кон поголема одржливост. Најмалку 2 од 15 присутни компании на Комитетот за источноевропски и економски односи веќе наредната недела ќе дојдат во Македонија, за детално да можат да се запознаат со можностите за инвестирање. Уште еден од германските гиганти најавил посета на Македонија која што треба да се случи наредните неколку месеци. Заменик министерот за економија Христијан Делев, кој што ја предводеше македонската делегација на Комитетот за источноевропски и економски односи, каде што првпат е поканета Македонија, вели дека не смее да објавува детали од разговорите. Станува збор за две од најголемите германски компании кои што имаат планови за инвестирање во крупни енергетски проекти и во хемиската индустрија. Заменик министерот за економија Делев денеска учествува на форумот Исток Берлин, кој што представува платформа која што обединува креатори на јавно мислење, кои што ги дискутираат предизвиците и можностите во економската зона. Обама предложи 30 годишен договор за нуклеарна енергетика со Кина. 10 мртви во нов напад на Ал-Шабаб во Сомалија. Страшно невреме веќе трет ден ги загрозува животите на жителите на Австралија. Следуваат вестите од светот. Вчера американскиот председател Барак Обама му предложил на Конгресот утврдување договор за соработка со Кина во сферата на нуклеарната енергетика. Тој договор според него би требало да биде склучен со важност од 30 години. Ако биде одобрен од американските законодавни органи, документот ќе овозможи размена меѓу двете држави на материјали, реактори, компоненти и технологии, јавуваат американските медиуми. Најмалку 10 лица се убиени во вторникот во нов напад на исламистичката група Ал-Шабаб, изведен со автомобил бомба врз ресторан во центарот на сомалиската престолнина Могадишу. Нападот е изведен во време кога во ресторанот во центарот на Могадишу доаѓаат на ручек владени службеници. Исламистите од Ал-Шабаб, поврзани со глобалната терористичка мрежа Ал-Каеда, често користат самоубиствени напади врз владени објекти и објекти во кои одседуваат државни службеници и странци. Во февруари беше изведен напад врз хотел
во кој престојуваа и турски дипломати како претходница на посетата на председателот Реджеп Тајип Ердоган, и при тоа беа убиени 25 лица, главно сомалици. 7 вработени во Обединетите нации во понеделникот беа убиени во експлозија која Ал-Шабаб ја постави во автобус на Уницеф во градот Гарове, во сојузната држава Пунтланда. Страшно невреме, 15-метарски бранови и поплави веќе трет ден ги загрозуваат животите на жителите од Австралија. Стотина биле спасени од водените стихии во Сиднеј и Нью Саут Велс. Тројца постари жители вчера биле најдени мртви во Дангонг, северно од Сиднеј, а околу 200.000 домаќинства се уште се без електрична енергија. Жителите во областите погодени од невремето изјавуваат дека вакви временски услови не се забележани повеќе од еден век. Иако е најавено дека времето ќе почне да се смирува, австралиските државни функционери порачале дека следните 48 часа се уште се критични. Поради невремето, затворени се и неколку стотини училишта. Комисијата за надпреварување при Кошаркарската федерација на Македонија го казни Кожув за инцидентот по надпреварот со работнички. Поради инцидентот во Липковскиот регион, Фудбалската федерација на Македонија го одложи надпреварот меѓу Шкендија и Вардар. Комисијата за надпреварување при Кошаркарската федерација на Македонија го казни Кожув за инцидентот по саботниот надпревар со работнички кој се одигра во Гевгелија. Играчите Филип Шепа, Слободан Дунџеровски, Милан Јанушевиќ и Горан Главчев ќе бидат принудени да паузираат еден надпревар, а првиот човек на клубот Томица Главчев е предаден на дисциплинска комисија. Оваа одлука комисијата ја донела откако по последниот судиски свиреш на надпреварот биле нападнати официјалните лица, па затоа тренерот Милош Пејиќ е суспендиран на 1 година како и службениот представник на Кожув Ѓоко Главчев. Во казната е засметано и плаќање на сериозна парична сума, па оваа одлука од раководството на Кожув се заканија со жалба до арбитражната комисија, сметајќи ги казните за еднострани. Поради актуелната состојба во Липковскиот регион, Фудбалската федерација на Македонија ја прифати сугестијата на Министерството за внатрешни работи денешниот надпревар меѓу екипите на Шкендија и Вардар да се одложи. Надпреварот од 26-то коло во Фудбалската Суперлига, кој требаше да биде одигран во Куманово, го одложи на итна седница Комисијата за надпревари во ФФМ по инцидентот во полициската станица во Гошинце. Шкендија, поради реновирање на стадионот во Тетово, одлучи домаќин на Вардар да биде во Куманово. Во текот на денешниот ден во ФФМ се очекува да биде одлучено кога и каде ќе биде одигран овој надпревар. Екипите на Бајерн Мюнхен и Барселона го потврдија пласманот во полуфиналето од Лигата на шампиони. Барселона Киелце и Веспрем Кил се полуфиналните двојки од Final Four фазата од Лигата на шампионите. Во продолжение и останатите вести од меѓународниот спорт. На вчерашните реванш четвртфинални надпревари од Лигата на шампионите, Бајерн Мюнхен го торпедираше Порто. Тимот на Алијанс Арена го заокружи убедливиот триумф и пласманот во полуфиналната фаза со резултат 6:1. На мечот одигран на Nou Camp, Барселона го совлада Пари Сен-Жермен со 2:0, па по првата победа на гости од 2:0, каталонците сосема заслужено се вториот патник во полуфиналето. Но останатите дуели за влез во плей-оф фазата, вечер на програмата се реванш дуелите каде екипата на Монако го пречекува Јувентус на домашен терен. Во вториот дуел вечерва на програмата не очекува супер интересниот дерби меч, каде Реал Мадрид на Сантиаго Бернабеу го пречекува градскиот ривал Атлетико Мадрид. Двата тима во претходниот надпревар одиграа нерешено без голови. Во четвртфиналната серија по 3 одиграни надпревари од Евролигата, екипата на Олимпијакос го превзеде водството во победи од 2:1, откако на домашен терен пред своите навивачи ја победи минимално Барселона со 73:71. Во драматичниот дуел тимот од Грција славеше благодарение на фокусираноста во последните секунди, а надолу Ефес во последната секунда од мечот против Реал Мадрид во Истанбул со тројката на Мет Дженинг дојдоа до победа од 75:72,
за продолжување на четвртфиналната серија од плей-офот. На програмата од неелитното европско надпреварување вечерва е мечот помеѓу екипите на Панатенаикос и ЦСКА од Москва, серија во која русите водат со 2:1 во победи. Во плей-оф надпреварите кои се одиграа рано утринава, екипата на Кливленд дојде до триумф, победувајќи со 2:0 против Бостон Селтикс. Калварис на домашен терен, предводени од незапирливиот Леброн Джеймс, во финишот славеа со 99:91. Во другиот плей-оф надпревар, Хјустон Рокетс немаше никакви проблеми во дуелот против Далас, победувајќи со 111:99 во серијата од 2:0, а во победата најголем придонес даде Двајт Хауард како предводник на ракетите. До водството од 2:0 во серијата надпревари дојде и Вашингтон, откако повторпат на гости го совлада Торонто со 106:117, па во следниот дуел на домашен терен пред своите гледачи ќе има можност да завери пласман во следната фаза. Бредли Бил и Џон Вел беа незаслужни за победата на волшебниците. На вчерашната ждрепка во седиштето на Европската ракометна федерација во Виена беа извлечени полуфиналните двојки во Лигата на шампионите. Кирил Лазаров со Барселона за противник го добија полскиот првак Киелце, кој во четвртфиналната фаза го елиминира Вардар, па каталонците како седумкратни европски прваци во овој дуел влегуваат како апсолутни фаворити. Многу понеизвестно ќе биде во другото полуфинале, во кое ќе играат унгарскиот Веспрем и германскиот Кил. Final Four турнирот од наелитното европско надпреварување ќе се игра на 30 и 31 мај во Лангсес арената во Келн. Денеска имавме сончево време со локална облачност. Слично време не очекува и утре. Проследете ја деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион. Со оваа информација го завршуваме последното информативно издание за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!